Почитувани медиуми, би сакале јавно да го објавиме ставот на сестринската професија во нашата земја во врска со пандемијата предизвикана од коронавирусот. Сестрите островото на спасот се премногу исцрпени. Тие се силни додека сите се на број, но бројот на заразени се повеќе и повеќе расте. Во последниот период, со енормното зголемување на бројот на пациенти, зголемениот број на приеми, отворањето нови капацитети со истите носечки луѓе, ситуацијата ги премори и потребите за одмор и рехабилитација станаа неопходни. Унијата на Сдруженијето на медицински сестри не може да ги коментира деталите за менаџирањето на сестрите внатре во избраните институции, за тоа сепак треба да кажат одговорните лица. Но затоа пак Унијата прави сондажа на потребите и се она што треба да следи за нашите колеги кои се ангажирани директно. Бенефиции на деновите за одмор, на стажот, платени годишни одмори, финансиски награди, привилегирани систематски прегледи. Херои сте кога ја добивате битката, но за жал ние сме соочени со наплив на пациенти. Кога не се почитуваат мерките, тоа е како да сте се здружили со непријателот. Издржавме многу и во многу времења на немири, епидемии, собраќањи незгоди и на крајот од се бевме поголеми и пострекни бидејќи успеавме да се справиме. И сега се справуваме, но лавината е се поголема. Времето се пролонгира и неизвестноста трае. Мораме пред професионалниот предизвик да издржиме и да се спротивставиме на стравот, да се поклониме на храброста и чувствителноста која не краси, да бидеме во мислите со нашите колеги кои се заразија и да се чуваме максимално, бидејќи зависиме еден од друг. Затоа, сите медицински сестри кои се префрлени, недополнети, преструктурирани од едно на друго оделение, во други институции со ковид центрите, треба да бидат платени по тие услови, а не со лични доходи од матичното работно место, кое на друг начин со коефициент изразено. Ова е нешто на кое секојдневно треба да се води сметка, бидејќи во овие исцрпувачки работни денови не треба вака да бидат дестимулирани медицинските сестри. Апелираме да се почитуваат дадените превентивни мерки, да се грижиме за себе, за нашето здравје и за здравјето на нашите најблиски.